Господине Пекевски, започнавте кампања за граѓански активизам преку медиумска писменост. Зошто се одлучивте на ваква кампања? Сметате ли дека во Македонија граѓаните доволно не препознаваат што е лажна, што е вистинска вест? Па овој проект кој невладината организација Концепт Плюс го реализира и кој е финансиран од програмата на Civica Mobilitas, и сметавме ние кога го пишувавме, кога го аплициравме овој проект, сметавме дека е вистинско време да граѓаните во Македонија се едуцираат нова поле, затоа што сметавме дека има многу простор за работа. Потик за ова ни даде напливот на лажни вести кој доминира во изборната кампања на американската во Америка, кога имаше претседателски избори помеѓу Хилари Клинтон и Доналд Трамп. Видовме дека тие многу влијаат во начинот и изборот на граѓаните при гласање за некој политичар. Тоа беше единствената причина, господине Пекевски? Па една од причините беше тоа затоа што видовме дека колку може да влијае на еден или на друг начин. Во Македонија са не можеме да кажеме затоа што мора да го потврдиме со многу факти дали имаме лажни вести или онакромит вести, но сметаме дека граѓаните се изложени на голем број на различни информации кои влијаат на тоа они вистински и правилно да расудуваат поврзано со некакви теми. Одредени медиуми пренесуваат информации кои се тотално различни од она што на вистина се случило или се случува, и сметаме дека за да донесат одлука или суд за било која работа, потребно е да се информираат од повеќе извори и потребно е да препознаат што значи вест, а што значи така наредено спинување или пренесување на сосема различна тема која не е поврзано, а го одвлекува вниманието од она што на вистина се сакало да се каже. Народски кажано, 100 пати кажана лага станува вистина. Па тоа се покаже кај нас кога ќе во Македонија, дека кога зборуваме за некои работи ќе се случат и веќе граѓаните веруваат во тие информации и веќе им стана нормално да луѓето и медиумите да не ја говорат вистината и да пренесуваат информации. Значи телевизија пренесува информација како ударна информација пренесена од некој си портал, што за мене е тотално небулозно. Да. Колку македонските пак медиуми пласираат вистински, односно професионални информации? Па може да видите и по самите истражувања кои ги прават различни агенции и различни организации, дека македонските граѓани многу малце веруваат во македонските медиуми и добар дел од нив ги гледаат или се леви или се десни, или се со една политичка провиненција или со друга политичка провиненција, што доведува тоа да медиумите се профилираат или се леви или се десни. Ретко ќе најдете некој граѓанин кој ќе ви каже дека некој медиум е навистина професионален. И го идентификуваат со една политичка партија или го идентификуваат со друга политичка партија, независно од која дали од македонска провиненција, од албанска, ромска, турска и да не ги наведувам. Значи не може многу е тешко да најдете некој медиум за кој граѓаните ќе кажат ова е тој професионален медиум. Секогаш ако некој зборува контра владата, веднаш го квалификуваат како опозицијски медиум, ако некој зборува за владата, веднаш е квалификуван како владин медиум, што не е така, но поделеноста е тука. Господин Пекевски, како да се надмине ваквата ситуација во земјава? Па со поголема едукација. Значи со граѓаните треба да сватат дека и новинарите, на жалост, влегоа во бизнис светот, што не треба, со тоа што добар дел од информациите кои ги пренесуваат заради некаков бенефит или заради некаква, ајде да кажеме народски кажано, корист. И добар дел граѓаните, барем дел од нив почнува да гледаат дека во медиумите веќе има и пропаганда, дека има и маркетинг и дека сето тоа што се пренесува не е она што би требало да биде како ударна вест, туку почнуваат да препознаваат дека се крие позади таа вест некоја друга информација или некоја друга цел. Или добивате впечаток дека граѓаните се ставени во втор план? Медиумите едноставно работат за политичари, раководители, началници, а тешко
информираат и го ставаат во фокус обичниот граѓанин и нивните проблеми? Па не би рекол дека ги заборавиле. Генерално, ако збориме во изминативе 25 години, 26-7 години колку сме независни, дека фокусот на медиумите биле граѓаните. Мислам дека никогаш не бил фокусот кон граѓаните, туку секогаш биле фокусот кон политичките партии. Медиумите секогаш ги интересирале политичарите што прават и насочени се кон нив, на жалост. Понекогаш може да видите во вестите како се провлекува некоја приказна поврзана со некоја сиромашна семејство, со некоја случка, со барање како да се помогне на некој семејство или некој индивидуа, но тоа се случува чисто за да се подигне рейтингот на самите медиуми. Генерално такви работи треба државата да ги помага и да ги решава, а не се тие медиумите кои треба да иницираат, да собираат помош, да прават ексклузивни и сензационалистички стории од тоа. Да се вратиме на кампањата. Како да препознаеме што е вистинска, професионална, а што е спинвест? Па ви кажав, денеска и утре ние сме се одржува обука во Струмица. Денеска се зборува за граѓански активизам и како граѓаните преку граѓанскиот активизам можат да решат некој локален предизвик, не ви кажал проблем, а утре обуката за медиумска писменост, кој ќе води искусен професионалец на оваа поле, каде што ќе ги пренесе своите искуства, своите знаења поврзани со медиумите, како да препознаат што е вест, како се креира вест, зошто е нешто вест и како да препознаат пропаганда или маркетинг во самите вести. Треба ли институционална грижа за и околу медиумската писменост или пак презентирањето и пласирањето на лажни информации во етерот независно од било каков медиум доаѓа истата? Па без разлика според моето мислење не можеш се со закон или со некое правило да решиш. Генерално самите граѓани или самата публика треба да процени кој медиум продава сензационалистички, кој продава жолта штампа или жолти вести, кој е сериозен медиум и кој е насочен кон реални работи, а не продава маркетинг позади сето тоа. Не можете вие за некој што е маркетинг, за некој не е. И како ќе се докажеме ние дали е ова вака, дали е тоа така. Генерално медиумите, граѓаните се тие што треба да проценат, но пак ќе кажам, преку едуцирањето да препознаат, што топло им го препорачувам не само на луѓето во Струмица, воопшто во Македонија, треба да посетат различни обуки за да видат од искусни професионалци како изгледа сето тоа. Значи, кога некој што е од страната на медиумите ќе ви презентира и кој работел и од оваа и од страната на медиумите и како граѓанин, може реално да ви пренесе како изгледа сето тоа. Кога ќе се стават граѓаните во улога на медиумите, многу полесно понатаму ќе може да препознаваат што се вистински вести, а што се лажни вести или анакромни вести што ги викаме ние. Пекерски, јас ви благодарам на ова интервју. Благодарам и на вас за поканата да зборувам на вашата телевизија.